Почитувани, владата и Сугарески ги пробија сите рокови и доцнат со гасификацијата на земјата. Гасоводната линија Неготино-Битола требаше да биде завршена уште во февруари, а сега наместо уште да се работи, низ неа требаше да течат првите метри кубни газ. СДСМ не работи и го одолговлекува проектот кој беше започнат уште во време на ВМРО ДПМНЕ. Еден проект го влечат повеќе од 3 години. Ситуацијата е уште полоша со гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар, кој требаше да биде завршен уште во декември 2019 година. Овој гасовод не само што не е завршен, туку фактичката состојба е дека ниту половина од работите не се завршени. Гасификацијата не е работа која ја започна СДСМ, туку тоа е проект на ВМРО ДПМНЕ. Проект за кој беа обезбедени финансиски средства и беше изработена проектна документација за 3 гасоводи во вкупна должина од 145 километри. СДСМ во овие повеќе од 3 години власт не изгради ниту 1 метар дистрибутивна мрежа за природен газ во општините во Македонија. Наместо да гради, СДСМ одбра да ја блокира реализацијата на дистрибуцијата на природен газ. Како резултат на неработењето на СДСМ во овие 3 години, граѓаните на Македонија денес се уште не можат да ги користат придобивките што ги носи природниот газ. Место ефтин и еколошки природен газ, денес се користи скапа струја и нееколошка нафта и мазот. Наместо денес секое домакинство да ги ужива благодетите на природниот газ, СДСМ се уште е во фаза на објавување на јавни повици за проектирање и изградба на дистрибутивната мрежа на природен газ на територија на Република Македонија. И што е најважно, сето тоа се правеше како предизборен маркетинг во февруари 2020 година. Доколку СДСМ, наместо на матни тендери, се насочеше на работа, можеше да се реализира целосна гасификација на Македонија, а не да тапкаме во место како една од последните земји во светот која не го користи овој енергенс. Граѓаните на Македонија ќе знаат ваквата неодговорност да ја казнат кога ќе дојде време за изборно соочување. Ви благодарам.